Драги мои, единствената добра работа во глобализацијава е што моево шоу во моментот го гледа некој македонец во Австралија, додека ја коси тревата. Некој македонец во Аљаска со летни патиги, некоја македонка во Финска додека седи во сауна и се препотуе онака под мишки, нали, што ме гледа мене, се препотуе. Ова солен салеп, како беше тоа? Не е бит. Ова. Потоа може да ме гледаат и македонците у Швицарска, македонците у Шикаго, потоа овие кои избеганиве од законот во Бразил и Аргентина, а пред некое време ми пише и првиот македонец на Антарктикот во научната експедиција на Руската Федерација и на Кина. Не се секирајте, не е нашиот научник, боже, пази да беше научник, немаше ни да го спомнам, бе. Абе, ние не поднесуваме органски научници, бе. Научник, имаме достоинство како народ, научници се нижа раса, бе. Не се, овој, не се секирајте, нашиот не е научник, значи со купена диплома, само до кувар на логорот нели стигнал, го викнале граф да прави со љута кобасица, тоа, тука може се покажал, не се, гледам ја така пред некој ден утакмици на фудбалски репрезентации и ми падна нешто за око. Го гледам оној Демек нашиот Кулушевски како гордо застанал и ја пее химната на Шведска. И тоа на шведски, бе, Еј, Кулушевски македонец ја пее химнава на шведски. Кулушевски се презива. И на шведски ја пее се дере ко Павароти, вака тука му се напнале жиливе, бе. Потоа го гледам оној турчинон Гундоган, како со кејф ја пее химната на Германија, бе. Еј, Гундоган се вика. Од турки и пее тамо. Deutschland, Deutschland, über alles. Еј, турчинот ја пее, па оној Хрватон Пулишич, како се вика, со цело срце ја пее американската химна. Па тој Мбапе, од Адошо ја пее таа француската Марселјеза. Јана Жозефина, солен салеп ова. Целата приказна од Марселјезата, крв до колена, бе, ова, она, солен салеп, лета, фуче. Ама Мбапе ја пее, бе, до крај, бе. Иако татко му е од Камерун, мајка му алжирка. И така стотици играчи со чисто и честно срце и душа си ги пеат химните на своите репрезентации. И од надпревар на надпревар стигнав до нашата македонска фудбалска репрезентација и пеењето химна. Еј, тука имаш изненадување. Таму ги гледаш на химната, пола пеат, пола не ја пеат. Додуша од овие пола што не ја пеат, 2-3 лика прв пат ги гледам. А како станале репрезентативци, веројатно само селекторот и председателот на ФФМ знаат, веројатно се донесени по балансирот или по некој ранковен и дури сега почнуваат нели работа со топка, оние први чекори, жонглирање, подавање, вама тамо. А за сега е сигурно дека имаат по 2 леви нозе и не им работи компасот. Другото ќе оштелуваат додека примаме голови. Ало бре, фудбалски репрезентативци. Кога селекторот ве повикува во репрезентацијата, тој не го прави тоа затоа што сте на мајка убави или дека сте големи фудбалери джанам, туку со понуда да ја представувате својата земја, да бидете нејзини репрезенти, нејзиниот најдобар дел во тој спорт, кремот од тој спорт. Со самото прифаќање влегувате во клубот на славните, каде имате 100 бенефиции и шанси да се продадете подобро во светот и да го решите своето животно прашање, да остварите големи кариери ако ве бива. Да си репрезентативец на една земја, значи дека си во одбрано друштво на 10.000 фудбалери од сите земји на светот во моментот. Од 9 милиарди луѓе ти си представник на својата држава. И ти како репрезентативец излегуваш на фудбалскиот терен и наместо да отпееш химната гордо, како некоја стара баба даваш тука некои политички аргументи зашто не ја пееш химната. Као и да не си фудбалер, ни сам не ги разбираш.
Тие аргументи што ги кажуваш, ама така ти кажале дека химната не ги одржувала и твоите права, нели, твојот етнос. Ало бе, химната на една земја настанува во одредена историска ситуација и може да нема врска во текстот со правата и обврските на сегашните или идните заедници, нивниот број или име и други глупости наметнати од апашките политички гарнитури. Многу од химните дури не се ни напишани од луѓе припадници на таа нација. Например, музиката на албанската химна, химна на знамето е извадена од романска патриотска песна. На нашето знаме пишува Унија. Така се вика песната, компонирана од романецот Ципријан Порумбеску. Текстот е многу сличен до оригиналниот романски текст на авторот. Тоа значи дека химните се создадени за државите, а доколку и служиш на државата и на незината репрезентација, ќе ја пееш незината химна. Просто е како граф. И тоа сите спортисти во светот го знаат. Ако не пееше, не лапај само бенефиции, туку не доаѓај. Не доаѓај. Кого нема и без него се може. Не ти се пее химната у реду, ама не доаѓај, не ни играј за репрезентација. Многу е просто. Зашто доаѓаш тогаш да ја представуваш земјата за која играш, а не кеш химната да ја пееш? Бидејќи не постои играч од македонската репрезентација која зема топката во својот 16-сетник, дрибла 11 играчи и дава гол, па затоа има попуст да не ја пее химната, дека игра тако фудбал. Секој е заменлив, бе. И да си најголемат звезда, ако не си представник на својата земја, оди играј за друга земја, бе, тоа е твој избор. Никој не ти брани. Не може народот да те сака, да те воспева, да се продадеш за милионска сума, а да не знаеш јазик и да не ја пееш химната. Че тука се криви у фудбалската федерација, бе. Треба да ги казнуваат, додека не ја сите тие што не ја пеат химната, националната химна пред спортски настан. Тоа филозофиите на Касами и останатите, нели, влошки за кондури не ви се изговор, затоа што вие како спортисти секогаш вредите 100 пати повеќе од политичарите. И тој што ќе ви замери дека ја пеете химната, всушност ви е љубоморен. Би дал се да е на ваше место, да излезе на Вембли со своите 11 колеги од репрезентацијата и пред 80.000 или 100.000 гледачи да се свири неговата химна и тој да ја пее. Затоа не глумете лудило дека сте големи албанци ако не ја пеете македонската химна. Репрезентацијата и државата се светост. Спортистите остануваат пишани со златни букви ако се коректни и воспитани. Политичарите е познато е дека се говна. Народот плаќа карти, доаѓа на стадион да ве бодри и искрено ве сака. Политичарите со гратиси доаѓаат да се сликаат за да можат утре да го излажат истиот тој народ. Се сликале со вас, нели, поени политички пиар вама таму. Вие како спортисти сте со народот, затоа не ги слушајте, сите се бориме за една држава, се вика Македонија, кога ќе ни биде се надевам подобро, без овие, нели, апашки политички гарнитури. Толку треба да се знае. Драги мои пациенти, велам пациенти затоа што сите ние живееме во една голема лудница. Овде има многу луди. Останатите мислат дека се нормални, иако се само непрегледани. Заинает на сите кои мислеа дека нема веќе да снимам. Заинает на сите што ме колнеа, а им се врати. Заинает на сите што не ми даваа, а поштено им барав. Заинает на несудените спонзори. Заинает на судиите кои се корумпирани, джандарите кои се неспособни, заинает на глумците кои ќутат и уметниците кои се дел од режимот, творат благодарение на режимот, заинает на непријателите кои ми се прават пријатели и пријателите кои делуваат како непријатели, заинает на сите и заинает на секого, еве ме пак со третата сезона на Прекутасевски шоу. Јас не сум пиреј, иако сум чист македонец. Јас не сум патриот, иако држам патриотски говори. Јас не сум професионалец, зашто немам хонорар. Јас не работам за партии, зашто не сум партиски. Јас сум Сашо Тасевски, а не партиски. А ова е Прекутасевски шоу и за жал не е веќе само шоу, туку е нешто многу посериозно. Почнуваме.